Со брза и ефикасна интервенција на пожарникарите од територијалните противпожарни единици од Кочани и Виница, доцна попладнето е изгаснат шумски пожар на падините на Плачковица во атарот на селото Блатец. Огнот зафатил дел од дабовата шума и нискостеблисти растенија на околу 15 хектари. Пожарникарите навреме спречиле огнот да се прошири кон новоштарниците и помошните објекти во близина. Од територијалната противпожарна единица од Виница информираат дека околу Пладне добиле повик за пожар во местноста Скараница, непосредно од оригиналниот патен правец од Виница кон Берово. Со 2 интервентни возила и 1 цистерна, пожарникарите се упатиле на посочената локација. Како подршка во гаснењето им се придружили и колеги од територијалната противпожарна единица и од доброволното противпожарно друштво од Кочани со уште 2 возила. Заедно со местно население и вработени во околните стопански објекти биле формирани 3 интервентни екипи, пошто огнот е локализиран, а потоа и целосно изгаснат. Командирот на територијалната противпожарна единица од Виница, Станко Спасов, информираше дека како превентива од повторно разгорување на огнот, во текот на попладнето и во вечерните часови ќе има дежурна екипа од пожарникари со 1 интервентно возило. За пожарот били известени и надлежните служби во полициската станица во Виница. Припадниците на територијалните противпожарни единици од Кочани и Виница, како и на доброволното противпожарно друштво од Кочани, добија комплет униформи, чизми и заштитни шлемови. Како донација ги обезбеди Ротари клубот Кочани Виница. На примопредавањето во територијалната противпожарна единица во Кочани, од Ротари клубот нагласија дека донацијата е обезбедена во соработка со партнерски клубови и противпожарни друштва од Република Словенија. Нивни припадници минатата година учествуваа во гаснењето на големите шумски пожари во источниот регион на државата. Со донирањето на опремата тие повторно ја покажуваат својата хуманост и позитивно одговориле на барањето да им помогнат на пожарникарите од двете општини. Добиени се така наречени бристоли, односно заштитни униформи, заедно со обувки и шлемови, со што дополнително се подобрува опременоста на и личната безбедност на пожарникарите. Во рамки на своите активности за подршка на пожарникарите од двете општини, неодамна Ротари клубот Кочани Виница донираше 180.000 денари во рамки на кампањата на доброволното противпожарно друштво од Кочани за набавка на интервентно возило. Исто така, во соработка со колегите од Ротари клубот Скопје Север, ротаријанците обезбедија иновативно средство за гаснење шумски пожари за територијалните противпожарни единици од Кочани и Виница. Полицијата открила и фатила 2 повозрастни лица, жители на Косово, кои минатиот четврток во текот на пазарниот ден крадале пари и вредни предмети од купувачи на градскиот пазар во Кочани. Граѓаните кои забележале дека биле ограбени, пријавиле во полиција, пошто полициски службеници направиле увид на терен и ги затекнале крадците на лице место. Според официјалната информација од Министерството за внатрешни работи, на 21 јули полициски службеници од полициската станица во Кочани ги лишиле од слобода 54-годишниот БА и 63-годишниот СС и двајцата државјани на Косово. Тие биле фатени на градскиот пазар во Кочани при извршување тешки кражби на дрзок начин. При тоа одземале пари и други предмети од чанти на неколку лица. Одземените предмети биле пронајдени и вратени на собствениците. Крадците биле приведени во полициската станица во Кочани. По целосното документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Затната канализацијска цевка во населбата Прокарка, од која се излеваше фекална вода, ја загадуваше и засмрдуваше околината во текот на оваа седмица. Жителите од околните улици, но и граѓаните кои поминуваат одовде, реагираа за проблемот, со барање брзо да се интервенира. Од снимките што ги направивме на терен, се забележува дека голема количина вода од фекалната канализација се разлева по околните парцели, протекува и преку ново изградената улица во овој дел на градот. Екипи на комуналното предпријатие Водовод интервенираа со возила и специјална опрема за чистење на отпадот во канализацијската цевка. Според првичните согледувања, причина за затнувањето е што несовесни граѓани фрлаат разновиден отпад во шахтите, со што е оневозможен протокот на отпадната вода. Лошата миризба и грдата слика
ја дополнува и сврлениот шут и отпад, што несовесни граѓани го оставаат покрај коловозот. Граѓаните кои упатија повик до нашата редакција за да ја прикажеме лошата слика, рекоа дека состојбата била сосема поинаква до пред една година, кога имало градежни активности за асфалтирање и осветлување на улиците во населбата. За краток период состојбата е влошена, а и сврлените отпадоци секојдневно се натрупуваат. Основното училиште Малина Попиванова и граѓанското здружение Авена од Кочани беа домакини на завршната презентација на резултатите од партнерскиот проект на Еразмус Плюс програмата на Европската Унија за воспоставување мониторинг систем против раното напуштање на образовниот процес од учениците роми. Во изминатите 4 месеци покрај Кочанското училиште во проектот беа вклучени и училишта и невладени организации од градовите Лариса во Грција и Сливен од Бугарија. При тоа се реализираа практични обуки за откривање и спречување на предвременото напуштање на училиштето кај децата од 6 до 10 годишна возраст. Темата на проектот рано напуштање на училиштето е предизвик со кој се очуваат најголем број од образовните институции во нашата држава, образовните институции во Република Бугарија и исто така и во Република Грција, но е предизвик кој е препознаен на ниво на многу држави во Европската Унија. Овој предизвик е адресиран преку многу стратегии, акциони планови и препораки на кои и ние преку нашиот проект се придржуваме и даваме свој скромен, но значен допринос. Раното напуштање на училиштето е предизвик на кој за жал во образовните институции многу пати не му се посветува доволно внимание на самиот почеток, односно во моментот кога настанува. Се до моментот кога веќе станува предоцна и представува проблем на другите државни институции. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов упати благодарност до сите вклучени страни во проектот и за придобивките од нивната работа. При тоа го истакна подигањето на капацитетите на невладиниот сектор и помагањето во грижата за вклучување и задржување на децата во образовниот процес, особено во раниот период од прво до четврто одделение. Процесот на образование во кој, особено во почетните стадиуми на образование во кои се вклучени најранените возрасти и наставниот кадар кој е задолжен за нивно воспитување и образование, имат можност преку овој проект многу рано да го детектират, да ги детектират можностите за напуштање на процесот на образование и да ги спречат последиците кои би произлегле од ваквото рано напуштање и можноста пред се наставниот кадар преку соодветни стручни кадри да стекнат дополнителни нивоа на познавања кои ќе им возможат реално и превентивно да се справуваат со овој проблем. Проектот што го спроведуваа училиштата и невладиниот сектор од трите соседни држави се потпираше на три главни столба, односно наставниот кадар да ја препознае појавата, да се стекне со компетентност, вештини и повисоко ниво на реакција, како и да обезбеди позитивен пристап и разбирање на потешкотиите на ромската заедница, поради кои децата го напуштаат основното образование. На завршната презентација во Кочани беа представени анализи и резултати од проектот со практични предлози за надминување на проблемот, што не се однесува само на децата роми, туку на сите ранливи групи ученици кои пред време го напуштаат образованието.